Majko, tatko, nemoj da mi se lutite. Evo, ja svaka rešив. Sakam da si odam od ovdека. A i ne samo туку така да си одам, сакам да си ја побарам некаде среќата. Ами, голем сум веќе, што се вели, сакам лебот сам да си го вадам. Не ти се лутиме, синко. Голем си, маж стана и знаеш што треба да правиш. Знаете дека јас вам ви имам и за мајка и за татко. Оти тие, мајка и татко што ме родиле, јас нив и не ги паметам. Така е, синко, како ќе ги паметиш кога беше многу малечок, кога ги прибра горниот. Јас вам ви сум благодарен за се што сторивте за мене. И затоа, каде и да одам, јас вам нема да ве заборавам. А и ако затреба нешто, за арно, за лошо, јас секојаш ќе бидам тука за вас. Еве ти ја торбата, синко. Внатре има од се помалку, додека да најдеш отворен пат за себе. Со лесно и со среќа нека ти е патот. И ако не го најдеш патот, вратата на оваа куќа постојано ќе ти биде отворена. И запамети едно, ти си наш син и секој ќе останеш наш. Со здравје останете ми и здравје и живи да ве најдам кога ќе се вратам. Со здравје, синко наш, со здравје. Добар ден, тетко. Добар ден, синко. Ти, тетко, од селово си? Од тука сум, синко, од тука. Онаа куќа таму ја гледаш, таму сум роден. Тука пораснав и тука остарев. Еми, ако е таква работата, ти ќе знаеш да ми кажеш дали некој човек во вашево село бара друг човек за работа. Јали за понива, за стока, јали в дуќан, што било? Има, синко. Во нашево село има. Има луѓе што бараат работа и има луѓе што даваат работа. Ами ако е таква работата, јас не треба веќе да одам од село на село, туку во ова село. Првата поголема и пубава куќа што ќе, таму да тропнам и таму да прашам за работа. Така, на првата. Кој да видам кој... Ами, наерно ќе биде да одиш ти кај кметот. Имавме селски говедар. Ама тој отиде туѓина, на печалба отиде и сега селото си нема говедар. Кај кметот ќе одиш, говедар треба за село. Кај кметот велиш, Одавде ќе тргнеш, сред село ќе отидеш. Големата куќа уба што е, како на кмет што личи да е, таа е негова. Отиди таму, синко, тој ќе ти даде работа, да бидеш селски говедар. Што късмет сум имал, уште одма работа да најдам. Убаво што ме сретна мене, да ти кажеш. Фала ти многу, тетке. Ај со здравје. Ајде, синко, ајде со Господ напред. Со среќа. Добар ден. Добар ден, Гале. Добри си дошол. Ти, чорбаджи, мене не ме познаваш. Ама ми кажа оти во оваа куќа тука живеел кметот од село. Убо ти кажале, Гале. Убо ти кажале. Ами, шо мака те натера наваму? А кметот кај можам да го најдам? Јас сум кметот, Гале. Ами ти ми требаш. Види, една баба ми рече оти овде да дојдам кај тебе и работа да побарам. Оти стариот говедар си отишол и ви требало нов говедар. Убо ти кажала. Ти ќе ајде да се прибериме пред срејата. Оти еве го времево. Вистина е. Останавме без говедар
И секој сам сега си ја паси стоката. Губи време. И немој другите работи да ги заврши, еве, да изора, да ископа, бавча да навади. Еми, јас до сега таква работа немам работено. Имам, ама ова нашите гојда што имам пасено, а од цело село... Ако бидуе, бидуја. Опитај, гале. Ако не бидуе, биди жив и здрав, ќе најдеме друг. Како друг чорбажи ми? Еве, јас оти сум тука, ќе пробам. Оти мене и работа ми треба и ќе работам. Чорбаджи. Ами, сакам некоја пара да спечелам, па и јас домаќин да се сторам како другите домаќини. Вака, гале, ќе направиме. Кај нас досе немало гојдар што се пожалил, поплакал од нешта. Пари ќе ти плаќаме. Сетнем, имам една мала кујкичка. Таму ја гледаш? Таа ќе биде твоја додека си кај нас. Сетнем, ќе ти дајме една крава со теле. Твои да бидат. Мои да си бидат? Твои, бе, гале. Ќе си ги чуваш. Млекој ќе си молциш, а јас ќе те научам да правиш и сирење. Што среќа сум имал? Късметот да си ја најдам во ова село овдека. А за некоја година, па може и домаќин да се сторам. Еми, ајде, уште веднаш јас ќе почнам со работа. Покрот сега, ле, сега да појме да ја видиш којкичката, а живот и здравие од утре. Нов ден. Ајде, гале. Ајде. Трпе. Леле, кај си тргнал вака? Што ти е? Кај? Ај. Не ме прашувај, тетке, нити ми се стои, нити ми се седи, ниту ми се зборува. Ама чекај, леле. Срцево ќе ми пукне. Од што, бре, синко? Леле. Ами говедата? Ги остави сами, а? Сред Белден, што бараш овде сред Белден? Леле, кметот ќе те отебе. Парно кметот да ме отепа отколку ова што ми се случи. Што? Говедата, има човек таму, не се остави човек? Леле, што е, синко? Што те стајде, кажуве? Тетке, ајжи ти мене, не ми го губи времето, ти сум трнал кај кметот и одам да му кажам. Што? Дека говедар веќе немат. Како говедар веќе немаме, леле. Трпе, ами кметот... Леле, кметот ќе ми се налути, ќе рече, кај го најде овој да ми го испратиш. Трпе! Што му стана на детево? Крвна си, сестра. И што късмет ќе беше ова твоја, бре, трпе? Од толку стока, од толку добиток, саде твоите ги изеде волкот? Само моите. Мојата крава, моето теле. Абре, како така? Еве, некој има 5, некој има по 7, некој по 10, а јас имам само една крава и едно теле. И како, бре, од сите, само моите волкот ги изел. Слушај, кмету, јас сакам да си одам од овде. Мене среќата овде не ми работи. Чудам и ќе си ја барам на друго место среќата. Окрот сега, ле. Трпе, ти кај нас си 2 години. И треќата е затерамашко. Луѓето те засака, убаво си ја тераш работа и затоа вака ќе направиме. Ќе ти дајме уште една крава. Саде достанеш. Не. Сакам. Што ако ми ја дадете? Што? Ами, и таа волкот ќе ми ја изеде. Ако не ми ја изеде волкот, тоаш ќе се поболи, ќе пцојса. Оре, како можеше? 3 години си работев од убаво. На 3-та година и кравата стелна, па си велам, еј, трпе, сега и ти домаќин ќе се сториш, бре.
А кога рацете ги крена среќата и ајде. Кмету, јас сум решил. Ќе си одам и ќе си ја барам на друго место среќата. Трпе, Машко. Не треба да ти стојам на патот на среќата. Зато со здравје да ми оиш и кој ќе те нанеси патот овде, пак да ми доиш. Со здравје, Машко. Остани ми со здравје, кмету. Таков ти бил късметот. И сите во место. Со здравје, Машко. Трпе! Уши се вака ќе направиме. Се одовде ќе оиш право село Винце, кај побратимот мој Геро Герасим. Тој ќе ти најде работа. Ако нема кај него ќе оиш долу, уште подолу, долно конјере, кај Крумета. Кај Крумета или Чиро ќе го бараш. Жилче. Ај со здравје. Некој ќе ми ти најде работа. Полај ти многу, кмету. Ајде, со здравје. Со здравје нека ти е. Късмет. Бре, трпе, секој со својата среќа. И убаво што си решил да замениш, да појдеш еве кај мене, што си решил да си ја повараш среќата. Сите што работеле кај мене убаво си поминале. За тебе не знам. Чорбаджи, еве ти, земи ме мене аз да работам кај тебе, не да ти се фалам. Многу сум вреден, многу си работам. И еве ти земи ме, па ако не те бендиса како работам, после може јас да си одам. Вака ќе направиме. Сите што работеле кај мене, работеле по 3 години. Така ќе биде и со тебе. Ќе работиш 3 години, првите 2 години за мене, ама третата цела за тебе. Бива ли таа работа? Како не бидувало, бре, Чорбаджи, аби поарно тоа, здравје. А после 3 години, ако даде Господ, и јас домаќин да се стурам, и куќа ќе закуќам. Еми, ако е така, ајде да си дадеме рака. Ајде. И убаво од Крумета што те пушти кај мене. Бре, трпе, ова. Некој да ми кажуваше, немаше да му верувам. Ова, како со кравата и телето, испадна и пак на третата година. Со ова, како да сака нешто да ми се каже мене, Чорбаджи, ама јас како да не сакам да разберам. Знаеш што? Чорбаджи, немој да ми се налутиш, ама јас сакам да одам на друго место да си ја побарам среќата. Добро. Како си наумил, така ќе си правиш. Ама, нели, договорот беше родот од третата година твој да биде. Сега берикет немаше, ама затоа јас ќе ти платам. Еве ти, трпе, со здравје да си ги трошиш. Добар човек си ти, Чорбаджи. Ама, не. Ќе ми даеш толку пари колку да не умрам за јадење. Оти каков сум, само што ќе излезам од овдека и ќе ги загинам некаде. А ако даде Бог некогаш и мене да ми се отвори патот, тогаш ќе се вратам и ќе ми платиш. Слушај сега, јас што ќе ти кажам. Најубаво ќе биде ти да појдеш и да си го побараш късметот, за да не биде пак да работиш за џабе. Знаеш, Чорбаджи, оти јас на иста мисла се носам, ама се си мислам, бива ли таа работа? И
Кај можам да го најдам јас късметот? Од кај знам кај се збираат късметите? Да ти кажам право, Трпе, јас немав потреба да го барам късметот. Тој си е добар, мислам, мојот, си работи како што треба. А за ваквиве како твојот, сум слушнал дека преку 3 гори, 3 планини, 3 реки, 3 езера и 3 мориња се наоѓа една пештера. Таму се собираат късметите како твојот. Таму да појдеш и да си го побараш. И велиш да одам и да го побарам късметот? Да одиш да побараш. Сполај ти многу чорбаджија за се, па и за умот што ми го даде. Еве ти и нешто да ти се најде за попат, а другото ќе те чека кога ќе се вратиш. Остани ми со здравие, чорбаджи. Бре, 2 планини изодев, а никаквиот не го најдов. Капнав од одење, без душа останав. Да ја изодам уште 3-та планина, чорбаджијата рече оти, таму се криеле късметите како мојот, па ако го најдам, арно. Ако не, ќе се живеем во сиромаштија. Ете, и 3-та планина ја изодев. Толкова камења сретнав, искачив попат, пештера никаде не видов. А чорбаджијата рече, оти късметите се береле во некоја пештера. Мори, мајко моја мила, бе. Ке ми пукни главата та пуста ракија. Шо џао? Шо џао ме натера да пијам, бе? Џаоле. Ако те најдам рокчињата, ќе ги искршам. Така да знаеш. Олеле. О, море. Оваа белја со ракијава ќе помине, ама поголема белја ќе ме најди. Ако му текни на Трпета да ме бара. Па шо? Ако ме бара, то нема да ме најди. Да. Ич нема да му текни, дека јас сум сега тука на ова место. Па шо, па и да ме најди. Шо ако ме најди? Шо ќе ми прави? Трпе си е учен да се трпи. И трпе ќе си трпи. Оле. Ей! Трпи, а? Трпе, не можеш поќе да трпи, затоа сега кој те да ватам со Остапов, наместо ќе те отипам. Поарно без тебе, отколку со тебе. Ама ме трпе, немој бе така, како така ќе ме тепаш, ќе му тепаш бе. Трпе, па јас везден само на тебе, мислам. Молчи бре!
Na mene mislil, bre, vidio kako volk si se storil, bre, a jaz koska koža sum, taka misliš na mene, bre, a? Ами јас од мајка сум тако. Ko ќе te vatam сега со Стапов, ќе ти кажам како си од мајка. А кажи ми, бре, прво сега ти мене, зошто ми го направи тоа со кравата и со телето, а? Зошто? Не јас. За тоа е крив Харалампие. Кој Харалампие, бре? Абе, Свети Харалампие. Тој... Молчи, бре! Свети Харалампие, велиш, а? Бре, тој немаше друга работа, зар? Та со кравата моја и тел... Слушај, станувај сега и води ме мене кај тој Харалампие. Да го прашам јас него, оти ми го направи тоа што ми го направи со кравата и телето. Чекај бе, јас бев кај него и тој ми кажа. Сега ќе ти кажам. Молчи, бре! Не ќум ти да ми кажува што ти кажал тој, туку сакам тој да ми кажи што има да ми кажи. А сетне, кога ќе ве ватам двајцата, јас ќе ви кажам што има да ви кажам. Мрдај пред мене. Добро бе, ќе тргам, бе, трпете. Еве тргам, ама немој да ме тепаш и ти, Господи. Ко ќе ватам? Трпе. Имај малку душа. Море, душата низно си има тя на истам. Мрдај пред мене. Добре. Тој имал душа, јас немам душа. Бре, ајде, мрд! Пушти му се. Ти ли си тој, бре, шо го остави волкот да ми изеде кравата и телето, а? Зошто, бре? Тамам реков и јас домакин ќе се сторам и ми отргна чергичето по нози и јас трас на земја. Зошто ми го направи тоа? Кажувај. Абе, тогаш со овој твојот испив малку повеќе и јас грешив работата. И тогаш волкот наместо да го испрадам кај... Јас грешив работата. Ти си јас греши работата, ама јас сега нема да јас грешам. Оти знам дека грбот што треба да го тепам е овај овдека. Затоа се јавака. Пу. Немој да ме тепаш, не. Ау! Погоре, моли. Потиква така. Така ти, на човекот мој, кравата телето. Молчи, бре, ти. Добро бе, молчам. Сега, ова ти е доста. За да ти дојди ум и за друг пат очите отворени да ти се. Абе, многу ме тепаше, бе. Те тепав, ама не те отепав. Леле. Оти јас имам душа, бре, а не сум како тебе и како овај овде. Кој рече, бре, и ти късметот мој да бидиш. Туку слушај, досега ти е доста ова, и од сега ти да ти се отворени очите, разбра? Да, разбрав. А ти сега станувај, оти од тука треба да ме водиш на уште едно место и уште еден ќотек да одриме. Ајде. Кај ќе одиме, бе, трпе? Кого ќе тепаш сега? За ова не треба да те прашувам кој треба да тепам, оти знам кој сите ниви и лозија ги остави род да даат, само мојата со град ја отепа. Ај сега, мрдај пред мене, оти сега коските ти ги искаш. Мрдај! Добро ден, ќе мрдам. Ајде, оди по.
Виде како избега. Кажи ми сега ти мене, ние двајцата Сашо ќе правиме. Сега късмето мој, Ама бе трпен, не се плаши, не се плаши. Седни. Да, ќе седнам, ама ако седнеш и ти. Ќе седнам, да, седни. Ајде да ти постелам, ајде. Ајде, повели, седни. Така. Ете така. И сега? Сега късмето мој, ќе се разделиме и секој по својот пат. Јас по мојот, ти по твојот. И друг пат, за вакви работи да не се гледаме. Оти ако се видиме па, знаеш што те чека? Знам, не треба да ми кажува, знам што ме чека, ама да ти кажам, од сега натаму гајле да немаш трпе, има да работам колку што треба и како што треба. Така. А уште ова, за ракијата. Ај, немој трпе, немој да ми ја споменуваш, абе не чум да ја видам, а не пак да ја пијам. Абе ќе бегам од неа како ѓавол од темјан. Олеле, абе не сум знал дека толку можело да боли грбот од ракијата. И да знаеш и да запаметиш, оти друг пат, ако па те најдам така со ракија и ако не работиш, море не само грбот, туку и главата ќе те боли. Така да знаеш. А сега, јас да си одам, Така? а ти остани ми со здравје и да работиш. Ќе си оставам јас со здравје, ама и ти да си остани со здравје. Така. А ова чергичево... Еми, ќе ти го дадам. Да ти се најди за попат. Оти на мене ми ова чергиче повеќе не треба. Ајде, остани ми со здравје. А ти? И зарно да се гледаме. Оди ми со здравје. Ајде, да си ми жив и здрав. Ајде. Сега, сакате верувајте, сакате не верувајте. Оти ова што ви го кажав и не е многу за верување, ама се што ви кажав, така беше. Како и да било, што и да било, поминало. А бре, од тогаш, од која бидна ова што ви го раскажав. А бре, се работа што ќе фатев, се пара ќе ми донесеш. Море стоката ми се намножи. Море нивите родија, па продавав, пари заработив, дури и куќа направив. Му дошол умот на късметот твој. Ами му дошол умот, кога му дојде кумот. А чекај, како беше она што ти рекол? Нема да пијам појче ракија, зашто од ракијата боли грбова. Само синко, ајде направи не уште посреќи со мајка ти. Ајде ожени се, бе, а? Мајко, татко, јас и за тоа сум дојден. Сега, таму кај што сум, работам заедно со еден куменџија. И како работевме, заработивме многу пари. А куменџијата реши да ми ја даде ќерка му за жена. Па сега, јас како што е ред, дојдов од вас благослов да барам. Да си благословен, синко. Со среќа нека ти е. И од мене имаш благослов. Со среќа, со късмет и со многу дечија. Ама не само тоа. Сега, кога ќе појдеме на свадбата и после свадбата, сакам да си останете таму и да си живеете заедно со мене. Оти кога останав сираче, вие мене ме изгледавте. А сега, на стари години, сакам јас вам да ве гледам. Домачинке,
Думачинке, мори, што гледаш така? Абе, собирај ги парталите, земај ги торбите. Со среќа, синко, со среќа.